Македонски музичар, виртуоз на кларинет. Живее во Малме, во Шведска, но не си ја заборава родната Македонија, поточно родниот Велес, каде што беше и пред извесен временски период. Ајде одблиску да се запознаете со Благој Ламњов, млад музичар кој што заслужува големо внимание по успесите кои што ги имаше изминатиот период, но и ќе ги има и во нареден период. Добро утро, Благој, благодариме што и ви на ваков начин изнајдовме начин. Да, еве го начинот на кој што можеме да се видиме и да се слушнеме, иако сме многу далеко. Добро утро, Јована. Ви благодарам за поканата и исто и ви благодарам на сите вас гледачите што во моментов сте со нас и не гледате. Добре дојдовте во ова приказна и во оваа наша убава телевизија. Љубовта кон родна Македонија, кон родниот Велес, може би една од причините за да настане албумот Носталгична љубов. Па искрено, да, секако дека и љубовта кон Македонија и кон родниот Велес, но најголем дел, најголема улога одигра таа носталгија која јас ја доживував кога се пресели во Шведска во 2004 година. Имав имав огромна потреба да си помогнам прво на самиот себе со тоа што ќе пробам да ја разберам македонската музика на еден поинаков начин. Тука почнав да ја користам и класичната музика и сензибилитетот на тој класичен западен тон на кларинетот и на тој начин почнав да ја интерпретирам македонската музика. Така и се случи чудо дека после објавувањето на првиот албум и почнав да ги добивам сите тие коментари дека сум дал некоја нова димензија на кларинетот и на македонската музика. Благој, добро утро и од мене. Одржа концерт во Велес пред своите граѓани, сограѓани. Поголема ли е одговорноста, се создава ли трема поголема кога свириш пред твојата, пред, ајде, да ја наречеме така, родната публика, пред оние кои што најдобро те разбираат? Искрено да ви кажам, сега кога знам низ што поминав, не би направил прв концерт дома. Тој беше мојот прв концерт. Беше преубаво, беше фантастично, но многу е чудно. Знаете, во публиката имав пола сала ми беа другари, пријатели со кои сме се дружеле на приватни седенки, со многу од нив сум имам и поблизок однос. И сега одеднаш јас сум некој паметен што на сцената сега ќе стои и ќе свири за сите нив. Ми беше навистина многу непријатно и морав да разговарам и со моите колеги во Шведска да размениме размислување на таа една психолошка тема и како да се справам со сето тоа, како да останам тоа што сум, скромен, но сепак да им дадам на публиката тоа за кои сите дошле. Најмногу што ме усреќи е тоа што во публиката имаше луѓе од секаков вид. Значи, имаше луѓе од фамилии од оние кои најтешко поминуваат во овие тешки времиња, па имаше се до луѓе кои се доктори, ми кажаа дека министерот за култура бил. Така во една сала, во таа преубава сала во театарот во Велес бевме сите на еден куп. Тоа за мене беше така еден најголем успех. Благој, и не ја доловуваш твојата димензија од концертот. Добро, како реагираше публиката која што знаеше дека ти е прв концерт? Дали доби некоја, еве велиш, не би се осмелил повтор пат да го направам истото, меѓутоа дали доби поддршка, дали доби некоја подкрепа, нешто да те потурне? Ма како не, емотивно. Да, публиката ме пречекаа како да сум светска звезда. Мислам, тоа беше
тоа беше феноменално и тој влез, кога влегов, тој громогласен аплауз, тоа ми створи додатна одговорност. Јас не знам, беа прекрасни. Имавме убава комуникација, малку и се шалевме во еден момент. Сакав и со нив да зборувам, ги поканив да коментираат на некои прашања што јас ги поставив. Кога реков претходно дека не би го направил повтор пат, поради сета трема што имав, а не поради, мислам, после концертот реков јас не можам без ова повеќе да живеам. Јас морам секоја година да доаѓам да правам концерти и да се чувствуваме сите така како во домашна атмосфера. Благој, со оглед на тоа дека ја преработуваш, односно и даваш еден друг звук на македонската народна песна, наша традиција, колку тоа од една страна знам дека е големо уживање за тебе. Зборувавме и знам со каква страст влегуваш во цел тој процес, но од друга страна колкава одговорност за тебе како музичар. Кога сме кај одговорноста, навистина имате право дека кога ние преработуваме една песна која веќе постои, која ја испеал народот, мора прво да ја знаеме причината зошто го правиме тоа. Тоа е прво. Второ, одговорноста мора да владее, да влијае врз нас, затоа што кога снимаме нешто, тоа останува. Тоа останува во таа една архива која многу од македонските музичари ја разбираат, но за жал многу не ја разбираат и затоа имаме една архива во која има преубава музика и еден дел од архивата која навистина би требало да малку да се променува. Но одговорноста е навистина преголема. Искрено да ви кажам, јас сето ова што го правам за себе, за мене да ми убаво да ја слушам таа македонска песна која јас ја изведувам без зборови или на тој во инструментална верзија. Јас ја правам за себе, за да ја слушнам како што јас сакам да ја слушнам кога некој би ја извел. А тој некој во случајот сум јас. Благој, создаваш интернационална кариера, тргнуваш по еден сериозен пат кој што е тежок, без разлика за кого се работи, па и Моцарт дури станал прекасно познат. Го збогатуваш своето професионално портфолио, какво професионално течение си посакуваш? Многу убаво прашање. Да, навистина, како што рече, кариерата оди добро, соло кариерата, но како што знаеме, кларинетот е многу тежок инструмент да пробиеш, да го скршиш тој мраз. Насекаде гледаме солисти, виолинисти, виолончелисти, соло пејачи, оперски пејачи, кларинетисти, е тешко. Но таа моја во моментот е мала кариера, но со некои мои потези оди напред. Како јас ја замислувам? Мојот сон е да имам околу 1000 обожаватели во 10 градови во Европа. Каде што секој месец ќе свирам по еден соло концерт во тој град каде што имам 1000 обожаватели. И така ќе ја минам секоја година. Дека секој месец ќе се враќам во тој град или секоја година ќе се враќам во тој град еднаш и ќе ги свирам овие концерти. И на тој начин таа публика ќе расте, ќе се зголемува кругот на обожаватели. Затоа што искрено секој што го слушнал првиот албум, без разлика дали слуша рок музика или е рокер или слуша панк музика, го става во секојдневието Nostalgic Love, мојот прв албум. Така да верувам дека колку повеќе народот ќе ме слуша, толку повеќе ќе се зголемува тој круг на обожаватели. Со класичната музика сонувам за тие неколку месеци годишни што ги добивам во операта на Малме, затоа што тоа ме одржува многу тука многу напредувам се уште и ме одржува во тој круг на познати шведски
музичари и така, јас сум дел од нив, седиме заедно, вежбаме заедно, се дружиме заедно. Се надевам само дека Скопје ќе биде на мапата на тие градови во иднина и може да го заокружиме разговорот, Благој, со прашањето што сега подготвуваш? Сега има нешто навистина многу ново. Вториот мој албум, Носталгична љубов 2, или на англиски Nostalgic Love 2, ќе излезе на 1 ноември. На сите музички платформи на кои слушате музика, вклучувајќи го YouTube. Најлесните информации може да се допрат преку мојата веб страница blagoj.se, blagoj.se. Вториот албум е едно продолжение, да речем, на првиот албум, но разликата во тоа е што овој втор албум сите инструменти ги снимив јас самиот. Акустична гитара, кларинет секако, клавир, акустичен бас, ударалки, малку глас и во овој втор албум имам во 2 песни и бранови од Јадранското море, кои јас сам ги снимив на моето омилено место во Истра, во Хрватска. Повеќе ми се свиѓа како го извадивме тонот на овој втор албум, така што ги потикнувам сите кои го слушале првиот, па и кои не го слушале, да на 1 ноември да ме побараат на сите овие платформи музички под името Благо Ј. Тоа е уметничкото име зашто беше болесно, Благо Ј, и ќе дојдат лесно до албумот или на мојата веб страна blagoj.se. Благодарам за можноста да се слушнеме и видиме на ваков начин. Благодарам. Посакувам многу успеси и се разбира прилики имаме и ќе имаме, верувам, да и на ваков начин да се слушнеме и во иднина. Благодарам, Благој, ти посакувам убав ден. Благодарам. Благодариме, Благој. Благодарам и вас.